Здраво, јас сум адвокат Весна Тренковска од Скопје и денес во ова видео ќе зборувам за договорот за доживотна издршка. Договор за доживотна издршка представува двустранно обврзувачки договор во кој што и двете договорни страни имаат права и обврски кои што произлегуваат од склучување на овој договор. Овој договор се склучува исклучително во писмена форма и тој треба задолжително да биде заверен на нотар или заверен судски и покрај договорните страни при склучувањето на овој договор треба да има и двајца сведоци. Доколку договорот се склучува во суд или пред нотар, пред да биде тој заверен, значи нотарот и судот задолжително ги читаат сите договорни одредби на глас, се со цел договорните страни да бидат запознаени со своите права и обврски, а по гласно читење на договорот, значи се пристапува кон негово подпишување. Давателот на издршката и примателот на издршката може да бараат, а особено давателот, бидејќи тоа е во негова полза, да овој договор биде прибележан во јавните книги дека е склучен. Од причина што собственоста од имотот кој што е предмет на договор за доживотна издршка преминува од примателот на издршката кон давателот на издршката по смртта на примателот. Сега, овој договор најчесто е регулиран помеѓу лица кои што се со различна годишна возраст, односно може да бидат родители и деца, но може да бидат и роднини и пријатели, може да бидат комши, соседи, луѓе кои што од една страна имаат собственост на одреден недвижен имот и кои што од друга страна нема кој да се грижи за нив. Во такви случаи тие може да склучат и ваков договор со лица кои што не се во нивна роднинска врска, а кои што сметаат дека до нивната смрт ќе ги чуваат, ќе се грижат за нив и ќе им ја пружат потребната нега. Од тие причини, оној кој што има собственост на одреден недвижен имот, а не може да се грижи за себе, склучува договор со лице кое што е деловно способно и кое што може да ги превзема врските околу чување, грижа и нега на примателот на издршката. Давателот на издршката во овие договори се обврзува дека ќе пружа, како што кажа, потребна нега, која што начинот на кој што ќе биде пружена негата и точно што треба да биде превземено, секој договор исклучително сам за себе важи, односно во зависност од тоа што договорните страни го бараат, животниот стил на примателот на издршката, значи се сочинуваат договорни одредби кои што се важни, односно кои што се прифатливи за двете договорни страни. Во суштина, значи давателот на издршката треба да му пружи потребна нега и внимание на примателот во смисла на тоа да редовно го посетува здравствени прегледи, го носи, му помага околу одржувањето на хигиената во домот, му помага околу спремање на оброци, му помага околу плаќање на сметки, му помага околу подмирување можеби на некои тековни трошоци, така натаму, значи се со цел да примателот на издршката си го олесни својот начин на живење и да она што не може сам да го прави, да има помош од друго лице, а за сметка на тоа, по смртта на примателот, давателот стекнува собственост на неговиот имот. Договорните страни од овој договор не задолжително, но е можно да тие живеат во една заедница, а исто така во зависност од тоа како што кажав и во каква состојба е примателот на издршката здравствена, но и во каква роднинска врска или не роднинска врска се тие може да бидат и во посебно семено домаќинство, но да давателот на издршката е во обврска секојдневно или неколку пати во неделата да го посетува примателот. Секој од овие договорни страни, доколку е незадоволен од спротивната договорна страна, на кој начин се исполнуваат договорните одредби, може да побара раскинување на овој договор. Судот смета врз основа на расположливи докази, сведоци, исказ на странки, дали постои можност за раскинување на договорот и дали навистина давателот на издршката не ги исполнува своите договорни одредби. Исто така би сакала да укажам дека постојат случаеви кога давателот на издршката е оној кој што ќе почине пред примателот на издршката и во тој случај неговиот брачен другар и неговите потомци со издршна согласност на волја треба да се согласат дека тие ќе ги превземат обврските кои што ги имал пред нив давателот на издршката, односно дека тие по смртта на давателот на издршката ќе продолжат да се грижат и понатаму за примателот на издршката. Доколку тие без основана причина одбијат да се грижат за примателот на издршката, а се финансиски спремни и се здравствено способни, психофизички способни да можат да ги продолжат обврските, тогаш тие немаат право да бараат надоместок за сето она кој што нивниот предок, кој што починал, примателот на издршката го вложил кон примателот, а доколку пак од оправдани причини не можат да продолжат да се грижат за примателот на издршката, тогаш имаат право да ги побараат како паричен надоместок сите оние трошоци кои што давателот на издршката ги имал за време на својот живот. Сметам дека овој договор е правно регулирано добар, односно треба во пракса се повеќе да се реализира помеѓу договорните страни, секако во оние кои што имаат потреба од склучување на ваков договор, бидејќи и оној кој што е примател на издршка и оној кој што е давател на издршка имаат свои договорни одредби, односно права и